Институтот за специјална едукација и рехабилитација е акредитирана високообразовна институција која едуцира кадар за оваа проблематика. Неговото функционирање на работата на сите професори е од огромно значење. Со нас во студиото денеска е професор доктор Владимир Трајковски, професор по хумана генетика, физиологија со функционална анатомија, медицински основи на инвалидноста, аутизам и председател на Македонското научно здружение за аутизам. Би сакала на самиот почеток да истакнам и дека е добитник на наградата за најдобар научник на УКИМ за 2017 година од областа на медицинските и здравствените науки, со што му се даде признание за неговата научно-истражувачка дејност, што пак е потврда повеќе за неговата несебична заложба на ова поле. Не случајно сето ова го кажав професоре на самиот почеток на нашиот разговор, токму тоа е и поводот за нашата денешна средба. Би сакала и нашата поширока јавност да слушне, да види нешто повеќе за вашите многобројни активности како хуманист пред се, а потоа и како професор, и како научник, и како доктор. Добро утро, добро ни дојдовте во студиото. Добро утро до вас, до сите во студиото и секако до вашите ценети гледачи. Ви благодарам за прекрасната најава, на вистина. Сте сублимирале во една минута скоро се она што сум успел во последните 25 години како доктор по медицина и 22 години на Институтот за специјална едукација и рехабилитација, кој што одскоро го има тоа име, претходно попознат како Институт за дефектологија. Ние работиме според акредитирани програми кои што уште пред 15 години со почетокот на Болонската декларација беа високо оценети од Европската комисија како програми кои што ги следат европските текови, значи уште во тоа време. Така што еве ова ваша покана на самиот почеток, вчера знаеме дека почна академската година, а веќе утре и задутре ме чекаат првите предавања, утре по физиологија со функционална анатомија за студентите од нашиот институт, а во петок со студентите од Институтот за психологија, хумана генетика и физиологија, така што ете, сметам дека секој почеток, особено важи за студентите од прва година, така наречените бруцуши, на кои што и јас предавам, моите предмети се во првата година, да им посакам голем успех во нивните студирање. Голем успех се разбира по моите предмети, кои што имаат медицински предзнак, и секако едно навремено завршување на студиите и успешно завршување со еден висок просек, кој што бара многу откажувања, така што сметам дека ако бидат упорни и ако ги следат нападствијата што ние професорите им ги даваме, и ако ја следат литературата, не само наша, туку и странска, тогаш не би имале проблем во студијата. Секако. Рековме, започна новата академска година. Дали сте задоволни од интересот на младите луѓе, на вашите идни колеги, можеби, за оваа проблематика? Така, да. Во однос, ако ме прашувате на интересот за упис, тој е одличен во последните 15 па и 20 години на Институтот за специјална едукација и рехабилитација. Секогаш сме исполнувале онаа квота што ја дава владата на Република Македонија. Особено најголем интерес има на Институтот за психологија при Филозофскиот факултет. А ако се гледа вака малку по-глобално, разговарајќи со некои од колегите кои што беа одговорни за уписите, исто така и на Институтот за социјална работа и социјална политика постои голем интерес и на безбедност, одбрана и мир, но затоа па на другите институти малку е паднат интересот и со оваа нелојална конкуренција со мноштво на приватни универзитети кои што кој знае како добивале акредитација, морам да признам дека малку во последните години на вкупно ниво на целиот факултет малку како да е опаднат бројот и со она бела чума и селувањето на младите, одење во странство, особено сега е доста популарна Словенија. Да. Универзитетот во Љубљана, Марибор нудат бесплатни студии за студенти од медицин, од Македонија. Ова ми е податок од некои медицинари, затоа сакам да кажам медицина, но важи за сите факултети. Така, би сакала да кажеме за вашите предметни програми кои се прилагодени кон американските универзитети, еве на тоа да се задржиме. Да, јас моите програми ги адаптирам и секогаш ги следам тековите на највисоко рангираните
универзитети во САД и можеби токму поради тоа понекогаш имам и проблеми со колегите и колешките и со студентите кои што веројатно сметат дека е така по некоја подкачена лествица, бидејќи тие не се баш последните 10 години па и повеќе некако како да се чувствува некоја ерозија и во основното и во средното па и во високото образование ако сакате. Дури оние што учеле во природно-математички смерови во гимназиите и во медицинските училишта не се баш подготвени за овие мои предмети кои што вие во воведот ги наведовте. Па така, значи, јас можам одговорно да тврдам дека нашите студенти, моите студенти, добиваат одлични медицински предзнаења за областа, дури тука и предничат и во однос на многу западноевропски универзитети, затоа што западниот модел или западната школа на подготовка на специјална едукација и рехабилитација не подразбира многу медицински предзнаења. И тука сметам дека оние студенти што навистина учат добро, дури и се подобри од странските студенти, бидејќи ја имаат таа основа. Ние повеќе следиме таа екс-југословенска школа, па и, да кажам, руска школа во смисол на тие медицински предмети, можеби и заради тоа јас сум од 1997 е побарано тогашниот институт за дефектологија да има млад асистент по хумана генетика, па подоцна и другите предмети нели ги бев ангажиран, кои што ги наведовте и значи во тие 22 години јас одговорно тврдам дека ги добиваат најновите сознанија за хуманата генетика, за физиологијата и за сите оние медицински аспекти од делот на болести и синдроми кои што се причина за слепило, слабовидост, за глувост, наглувост, за интелектуална попреченост, за моторните нарушувања. И сметам дека студентите се задоволни, барем оние што ме следат редовно настава, читаат и припаѓаат во оној горен дел по просекот, а за оние послабите секако дека представува голем напор и препрека за да ги поминат моите предмети. Така, председател сте, рековме и на самиот почеток и на Македонското научно здружение за аутизам, па би сакала да ги стакнеме и вашите секојдневни заложби во поглед на унапредување на животот на овие лица. Убаво рековте, баш секојдневни заложби. Јас секој ден буквално сум посветен на аутизмот. Тоа си го зададов уште пред 20 години, 99-та, кога го почнав мојот докторат, како една задача, дека би сакал да помагам, иако немам ниту еден член во семејството што има аутизам, но ете, како професионален предизвик, со почетокот на докторатот, речиси секојдневно се будам со таа идеја на некој начин да придонесам во македонското општество да овие лица имаат подобар квалитет на живење, да ги унапредам нивните права. Значи сме објавувале брошури за правата на лицата со аутизам во Република Македонија. Во однос на образовно и научно ниво го воведов предметот во 2004 аутизам на вториот циклус после дипломски студии на нашиот институт. Објавив 2 учебника од оваа проблематика и мноштво на меѓународни статии на англиски, домашни статии на македонски, во регионот на српско-хрватски јазик. Така што сметам дека ете со тој мој придонес се трудам да го подигнам нивото на знаење на македонската популација, кое што па и на македонските здравствени работници кои што имаат за жал се уште пониски познавања, едноставно заради тоа што може би овој предмет не се изучуваше и се уште не се изучува во програмите на медицинскиот факултет во Скопје и на останатите медицински факултети во државата. Така што сметам дека ете таа мисија, мислам дека до крајот на мојата кариера, која што доколку остане овој закон би требало да трае уште 16 на години, ќе се занимавам и ќе помагам на родителите кои што имаат вакви деца, затоа што навистина е тешко во Македонија да се биде родител на дете со аутистичен спектар на нарушувања, бидејќи едноставно не им се задоволени основните права на здравствена заштита, доста работи се во недостаток на некогаш и на образование, не добиваат висок квалитет на потребно образование. Они може да добијат образование, да одат во некој училиште, не добиваат адекватни програми кои што се прилагодени на тие деца. Чест на исклучоците
Тоа се посебните основни училишта во Скопје, кои што работат, неколку дефектолози има, кои што веќе магистрирале под моје менторство, докторирале некои, така што они веќе добро ја знаат оваа проблематика и работат десетина години, но во другите училишта, каде што има инклузија, за жал, особено ако нема вработено специјален едукатор и рехабилитатор, тогаш на вистина е голем проблем да се справат со едно дете со аутистичен спектар, особено со оние кои што се со интелектуална попреченост, а такви има 70 до 75%. Така. Пред 10 дена се одржа конференција на тема вакцините во 21. век, предизвици со кои се соочуваме, каде се вклучивте и вие со едно ваше многу интересно предавање, го слушнав, имав можност да го проследам. Кажете ни кои беа заклучоците по завршувањето. Повторно се поврзува со ова за што зборуваме. Па да, добро. Тука имаше повеќе гости, врвни гости од регионот, од Србија, Хрватска, Словенија и секако Македонија. И не само медицинари, туку имаше и адвокати и правници, социолози, кои што дојдоа тука не да зборат само за аутизмот. Мојата тема беше само за аутизм, другите повеќе говореа за предизвиците во однос на вакцините. Беше во организација на двете здруженија Здравје на игла не влегува и од нас за нас, така што они може би било подобро да викнете нив подолго да се осврнат на таа тематика и проблематика. Јас само би дал еден кус заклучок, убаво кажавте, тоа е веќе поставено од YouTube од страна на организаторите, ја им благодарам за експедитивноста, во мошния краток рок успеа да го постават. Значи, јас говорев за можностите кај одредени деца кои што имаат една лоша генетска предиспозиција, значи така наречените сингл нуклеотид полиморфизми, порано или мутации, кои што ги имаат, кои што можат да послужат како една добра основа за да подоа се надоврзе еден средински фактор, кој што може да биде вирус, може да биде бактерија, може да бидат пестициди, хербициди од околината, може да биде енормното зрачење кое што го имаме, таблети, компјутери, други видови на извори на зрачење и секако кај една мала субпопулација и вакцините. Тоа веќе има студии, има докажано, значи каде што врз таа мала популација, врз таа на лоша генетска предиспозиција можат да доведат до како невроимунолошко нарушување, до последица на една аутистична енцефалопатија и еден аутистичен гастроентероколитис. Тоа е докажано. Значи, во ред на студии, не велам дека вакцините се предизвикувач на аутизмот, но кај една од формите, регресивна форма, во еден мал процент можат да бидат предизвикувач, односно да бидат тригер. Да бидат тригер, но повторно ќе кажам, мора да постои генетска предиспозиција, затоа што во светот милиони луѓе примаат вакцини, а не добиваат аутизам. И сега, ако се спореди оној раст, например, кога во 1980 година имало 20 на вакцини во САД според календарот и имало еден на 1000 аутизам, а сега имате околу 70 на вакцини според календарот за вакцинирање. Во 2018 веќе реферираат 1 на 59 деца, па сега вашите гледачи нека ценат дали би можело тоа да биде една од причините како тригер за откочување на патофизиологија на аутистичниот спектар на нарушување. Така рековме, ова е актуелна тема и секако заслужува и многу повеќе простор во некои од идните изданија, можеби поканување на организаторите на тоа предавање. Би сакала да кажеме дека неодамно учествувавте на конференцијата на психолозите по повод нивниот 45 годишен јубилеј што се одржа во Охрид, па еве да слушнеме кои се вашите следни активности, така некако и би го привршиле овој наш денешен разговор. Баш во саботата се вратив од меѓународната конференција на колегите од Институтот за психологија, кој што го прославија 45 годишниот јубилеј. Таму имав тема повторно во врска со аутизмот за раната диагностика која што недостасува во Македонија и малку од психолошки аспект сакав да ги поттикнам идните психолози, затоа што е забележливо дека многу мал интерес постои меѓу нив во однос на оваа проблематика.
А во однос на идните активности, како професори, како председател на Македонското научно обдружение, тоа се проектот кој што го добивме со УНИЦЕФ за едукација на социјалните вештини. Ќе едуцираме, значи, колеги, професионалци, дефектолози, психолози во Скопје и уште во неколку градови. Чекаме да ни кажат од УНИЦЕФ во договор со Министерството за труд и социјална политика кои се тие центри каде што треба да извршиме едукација за како да се обучат, за да се справат, потоа тие да држат обуки на родителите како да се справат во секојдневните активности со децата со аутистичен спектар. Потоа имаме проект со Еразмус кој што веќе тече една година, тоа е за оние периоди на транзиција, односно периоди кога детето преминува во адолесценција или од адолесценција во адултен период, кога треба да се вработи. Тоа се страшни проблеми за лицата со аутизам, кога доаѓа еден нов период од нивниот живот. И уште, да најам уште еден проект во ноември во Малта, патуваме со подпредседателката на Сдруженијето на еден нов проект наречен Autism Friendly Spaces, кој што мислам дека ќе даде доста добар импакт. Тоа е Erasmus Plus проект од Европската комисија, така што наистина многу работа не чека во наредниот период. Да, и секако ние ќе бидеме овде да ги следиме сите ваши активности, да им ги презентираме на нашите гледачи. Не би сакала да забораваме и за вашите хуманистички активности за бесплатните прегледи за деца со аутистичен спектар кои што ги организирате. Да кажеме нешто и за тоа на крај. Па да, на крај ви благодарам за сите убави комплименти и ви благодарам на Македонската радиотелевизија што секогаш ги следи нашите активности и како здружение, па и би рекол мои како професионалец, и на време ги информира гледачите. Тоа е всушност и функцијата на јавниот сервис. Инаку јас останав доследен на она што го правев уште како докторирав во 2002 година. Почетно правев бесплатни консултативно-диагностички прегледи во мојот кабинет на Филозофскиот факултет. Од ноември 2018 во Гаспар центарот, кој што се наоѓа во населба Козле, таму по договор, кога ќе се собере една мала група со собственикот, по договор, значи од 4 до 5 деца, тие ме повикуваат еднаш месечно од прилика, одам, давам совети, консултации, диагностика и некои предлози за третман. И така помагам на децата и на семејствата. Се надевам дека тие се задоволни. Тешко е да се помогне, бидејќи не постои лек се уште, но може многу да се помогне и со еден интензивен третман, биомедицински, потоа дефектолошки, психолошки третман, со социјална подршка од општеството, со образование, едукација, може многу да напреднат овие деца и подоцна во возрастни лица. Така, не случајно оваа информација ја чувавме за самиот крај на разговорот, со надеж дека доколку некој не е информиран, а има потреба да ве побара, ќе знае каде да ви се обрати. Да, секако. Ви благодарам за денешното гостување во утринската програма. И јас вам ви благодарам. Продолжуваме понатаму, време за третиот информативен блок.